Едно време феријалците на бивша Југославија се водеа по слоганот "Запознај ја својата земја за повеќе да ја сакаш". Сега таа крилатица може да се трансформира во "Запознај што повеќе места на земјината топка за да видиш какви се убавини таа крие во себе". Патувањето од Кочани до Сараево на групните квалификацијски надпревари во Лигата на шампиони за жени ме одведе по патот кој води по кањонот на реката Дрина и потоа Милјацка. Меѓутоа, ако некаде на човека му застанува здивот, тогаш тоа е на делницата од Вишеград до Сараево. Јас со право го нареков патот на тунели, затоа што нивниот број, верували или не, достигнува околу 50. Зависи кој како ги брои поврзаните, долгите и кратките. Буквално од еден се влегува во друг, како на некој акционен филм, а кога се возите со автобуси, кога фреквенцијата во двата правца е голема, тогаш средбите односно разминувањата со другите товарни возила се мерат со сантиметри. Славниот мост на Дрина што го изгради Мехмет Паша Соколовиќ, а го овековечил Иво Андрик, е убавината како вовед во живописното патување низ кањоните на преубавите реки, кои жупорат во длабочините на стрмните и непроодни планини. Затоа не случајно и Тито ги удрил темелите на социјалистичка Југославија за време на народно-ослободителната епопеја во Втората светска војна. Кога ќе се погледне што е направено на оваа траса пред 50 години, многумина ќе се запрашаат дали сега некој може да изгради такви капитални објекти и колку тие ќе ја чинат државата.